Го следите на делот интервју на Радио Слободна Европа. Денешен гостин е професорот Денко Малески. Професоре, разговорите во Брисел завршија без резултат. Какво е вашето очекување? Што ќе се случува сега со нив? Не можеше многу да се очекува од овие разговори. Мислам дека беше многу наивно да се смета дека во 24 часа ќе се разреши едно многу сериозно прашање. Председателот Глигоров имаше обичај да каже Македонија е сложена формула. И навистина ние сме сложена формула. Во оваа расправа сега, она што нам ни беше непознаница беше како ќе се однесува меѓународниот фактор. На која страна ќе ја стави тежината. Она што го видовме тамо е дека од една страна беше представникот на опозицијата, од друга страна беше представникот на владеачката партија и на двете албански партии. Очекувањата Запад да застане на страна на слободата не се остварија, а именно како луѓе кои што се раководени од државната причина, нели? Нивната основна задача е како да се сочува стабилноста, така што меѓу слободата и редот, тие очигледно секогаш одат кон редот, што е и за разбирање. Оттаму мислам дека се разбира ништо не е изгубено. Чекорите кон слободата кои ги прави цел еден народ, за разлика од поединци кои што можат да се просветат себе си и навистина да исчекорат далеку пред сопствениот народ, народот прави спори чекори кон слободата. И оттаму не треба да се смета дека ова што се случува во Македонија е некаква изгубена битка. Доволно е општеството малку да се помести. Сега преговорите ќе продолжат во зависност од позицијата на двете страни. Ќе се ориентираат и надворешните фактори кои се многу важни во оваа ситуација. Оти ако имате на една страна автократска власт која вели, чиј представник вели вака, јас останувам, па макар и ја повлекол целата земја во хаос, тогаш тие на тоа се повлекуваат, бидејќи апетитот за директна интервенција во нашите внатрешни работи нема. Оттаму сега треба да се види како ќе чекорат слободата и редот. Дали ќе можат заедно да се движат. Тогаш, веројатно, ќе имаме и надворешната поддршка. Дел опозицијски кругови веќе искажаа некакво разочарување од улогата на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан во разговорите. Какво е вашето мислење? Пристрасен ли е тој кон владеачката партија? Тоа дека тој не е спремен да се зафати со ова тешко прашање на демократизација на Македонија се виде од неговата посета во Соединетите Американски држави. Да отидете во земја која што себе си се доживува како светилник на слободата во светот, нели? А да не го отворите проблемот за слободата во Македонија, кога веќе сте прашани за состојбите во таа држава од страна на американските соговорници, веќе зборуваше дека тој бега од големата тема и сака да се задржи исклучиво на техникали кои што ќе овозможат уште еднаш да се отиде на избори, да се исчистат некакви списоци и сето тоа на брзина некако да помине. Се виде уште тогаш. Дали се тоа негови лични избор, дали е тоа некој негов личен избор и симпатија кон власта или пак свест за слабоста на демократијата во Македонија, тоа не би знаел. Но да кажам, самите преговори го потврдија уште еднаш овој факт, а тоа е дека редот тој го става пред слободата. Гледате ли вие поделеност во Европската унија на десничари и на левичари во контекст на поддршката која што им даваат на македонските партии за разрешувањето на политичката криза? Веројатно
определено влијание сигурно имаат тие лични односи, фактот дека имаме ние луѓе кои што одат на конференции, на состаноци на тие десни партии, воспоставуваат и лични врски односи, сето тоа сигурно влијае. Но ми се чини не може пресудно да влијае. Јас не мислам дека актуелниот премиер ја ужива симпатијата на десницата во Европа. Не можам да замислам, всушност не треба ни да замислиме, знаеме од зборовите на германската амбасадорка во Скопје што мисли, да речеме, Ангела Меркел и што мисли Германија, највлијателната партија во десницата. Значи, не станува збор тука за симпатии, туку пред се за фактот дека имаме едно општество заробено од авторитарниот режим и патот кон слободата, кон ослободување на тоа општество мора да дојде, парадоксално е, ама така е, со известна соработка од тие што го создале тој систем, а именно да дојдат до ниво на свест дека нешто мора да направат за државата, а тоа е да го ублажат, модифицираат, напуштат тој авторитарен систем и да почнат да ја споделуваат власта со опозицијата. Може би звучи ова нешто на раб на политичка фантастика, но во таква ситуација сме. Професоре, што ке значи според вас одземањето на препораката од ЕУ доколку разговорите не успеат и не се најде излез од политичката криза, нешто што веќе е најавено како опција? Губењето на препораката ќе значи губење на в Брисел влијание во Македонија. Значи тоа ќе биде лошо за Македонија. И оние малку инструменти што ги имаат да влијаат врз нас и да го контролираат поведението на власта во известна смисла, и тие инструменти ќе ги снема и тоа може да биде прилично комотна ситуација за луѓе кои што баш не им е при срце безбедноста и благосостојбата на народот собствен, туку лични некакви си профити и мотиви. И за крај, некако не доби големо внимание во јавноста средбата на вице-премиерот Бесимисо, грчкиот министер за надворешни работи Кодзијас. Било разговарано, како што беше соопштено, за градење на мерки за доверба, најавена и посета на директорот во грчкото МНР и на самиот Кодзијас на Скопје. Можно ли е разрешување на проблемот за името според вас во ваква политичка ситуација како што се наоѓа Македонија? Јас мислам дека веќе настаните го маргинализира ова прашање во некоја смисла. Сега кога стабилноста и обстанокот на државата, чии две страни се во жесток конфликт се одвива пред нашите очи, овие обиди од страна на албанската партија, мислам и треба и да прекинат и да паузираат малку, немаат никаква смисла, нели? Дури толку време помина што во Грција се отворија и најотворено темите дека мора да се влијае врз Македонија, врз македонското раководство, да се реши овој проблем, така што ќе се притиска албанската страна. Се покажува дека во меѓународната политика, ако не зборувате со еден глас, подобро вие да молчите. Или ќе научат да зборуваат со еден глас, ДУИ, ВМРО, ДПМНЕ, или подобро е и двете страни да молчат. Она што не сме го разбрале во сите овие 23 години е дека сме ние нова држава и дека на ова тло, нова, самостојна, суверена држава, дека тоа не само за нас, туку и за соседите отвори сериозни дилеми за тоа кои ни се нашите намери, во што ќе израснеме и така натаму, и дека многу малку правиме за да ги убедиме во нашата искрена, отворена намера да ја градиме Македонија како демократска земја, да се залагаме за Балкан, европски Балкан, за Балкан без граници, да се обидеме да ги минеме или оставиме зад себе историските трауми. Сето тоа ние не го правиме и на тој начин практично
се оставаме на милост и немилост на надворешните фактори, а ја испуштаме шансата, судбината сами да ја земеме во свој раце. Ви благодарам на одвоеното време. Молам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.